Почитувани граѓани, уште еднаш лаканица доби ВМРО лажни вести ДПМН, партијата која и во меѓународни студии е препознаена како извор на лажни вести и дезинформации. Амбасадорите на Чешка и Словачка јавно ги соголеа срамните и безобразни лаги на Александар Николовски и Христијан Мицкоски, дека ВМРО ДПМН одработила Чешка и Словачка како членки на Европската Унија да се спротивстават на блокадата на Република Бугарија. Лагите на Николовски, исто како и лагите на Мицкоски, неколку пати се демантирани од релевантни субјекти. Пред само неколку дена, Данска ги демантираше лажните вести дека го поддржала ветото на Бугарија. Студија на Европската Унија го нотираше Христијан Мицкоски како извор на лажни вести. На почеток на светската пандемија со вирусот, Организацијата на Обединетите нации во земјава го демантираше Николовски и лажната изјава за проценка на преземените мерки. Ова безобразно лажење на ВМРО ДПМН, олицетворени преку Христијан Мицкоски и Александар Николовски, е вистинското лице на оваа фейк нюс партија. Неодговорноста на Александар Николовски ја девалвира и функцијата пратеник во очите на нашите меѓународни партнери и поддржувачи. Најмалку што можат Мицкоски и Николовски е јавно да се извинат за изнесените лаги. Дополнително, Николовски треба да си поднесе оставка од пратеничкото место во собранието. Недозволиво е вакво неодговорно однесување, пратеник да ги лаже своите граѓани. Граѓаните не заслужуваат лаги. Човек што свесно шири лаги, што го руши меѓународниот углед на државата, не може да се смета за нивни пратеник. ВМРО ДПМН е комплетна фейк нюс партија, која на граѓаните не може да им понуди ништо освен невистини. Затоа губат 6 пати на избори и затоа граѓаните им го свртеа грбот. Благодарам.